Полицијата им влегува во трак на центрите на моќ кои со пожарите, инциденти и убиства водат хибридна војна и се обидуваат да ја дестабилизираат Македонија пред избори. Веќе има и осомничени. Повеќе детали што открила истрагата на МВР министерот Панче Тошковски не можеше да сподели, но беше дециден дека активно се истражува кој сака да ги загрози виталните точки во Македонија. Факт е дека во Македонија имаме хибриден напад во изминативе неколку месеци. Од повеќе страни, на повеќе полиња, имаме загрозување на одредени витални точки во државата. Тоа сите го гледаме, тоа го гледа македонскиот народ, тоа го гледате вие новинарите, тоа го гледате институциите. Дали постапуваме, дали можем дополнително да изнесам информација во јавност во овој момент, не. Дали имате некоја нова трага или некои нови осомничени според реториката за центрите кои што постојано слушаме? Безбедноста во државата ја нарушува и широко распространетата корупција која ја задира директно во правата на граѓаните кои се загарантирани со устав, предупредуваат и експертите по безбедност. Истражувањата кои ги направил Факултетот за безбедност во Скопје покажуваат дека секој трет граѓанин на Македонија или лично или преку свој близок имал судир со службеник кој побарал мито. Едно од последните истражувања што го направивме траеше лонгитудинално 5 години на примерок од над 1000 испитаници. Резултатите се фрапантни, каде што граѓаните укажуваат дека секој трет граѓанин имал додир со корумпиран службеник или тој лично или некој од неговите блиски. Од тој аспект, треба да имаме посериозен пристап кон справување, би кажал сега корупција како безбедносна закана кон граѓаните. МВР се бори против непрофесионално, недостоинствено и коруптивно однесување од страна на полициските службеници, смета Тошковски. Министерството за внатрешни работи соодветно санкционирање на оние кои што нечесно, непрофесионално, недостоинствено и коруптивно се однесуваат во рамки на внатрешните редови на Министерството за внатрешни работи и покажуваме дека навистина имаме јасна визија во тоа дека виднина местото на професионалците, на честните, на оние кои што си ја сакаат Македонија е во рамки на Министерството за внатрешни работи. Надлежните и експертите ќе црпат искуство од соседството како Македонија да се справи со корупцијата. Ќе се интензивира соработката и помеѓу државните факултети и институциите и најдобрите студенти од факултетските клупи да бидат вработени во државните безбедносни служби.